Задоволство ми е што денеска имам шанса да бидам домаќин на мојата драга колешка Андреја Катич, министерка за одбрана на Република Словенија. Македонија и Словенија се навистина држави кои што имаат одлична соработка. А во делот на одбраната, Македонија навистина профитираше и искористи многу од големата поддршка која што целиот овој период ја дава Словенија. Денешната средба е и за окружување на успешното лето кое што го имавме како држава и како Министерство за одбрана со добивањето на НАТО поканата во јули месец на НАТО самитот. Од првиот момент на нашата соработка со господјата Катич беше јасно дека Словенија нема да има дилеми и во оваа година видовме дека со сите сили се трудеше да го помогне нашето НАТО членство и да овозможи ова лето да ја добиеме НАТО поканата. Сакам да им ја изразам мојата голема благодарност во име на македонската влада. Тоа е видливо и во поглед на нашата стратешка определба како држава да станеме членка на НАТО, но и во нашата стратешка определба да станеме членка на Европската Унија и за таа цел да ги почнеме преговорите со ЕУ. И затоа немам дилеми дека воопшто не е случајно што и првиот човек на НАТО канцеларијата и првиот човек на ЕУ делегацијата во Македонија се токму словенци. Денеска го подпишавме меморандумот за разбирање со кој соработката во одбраната ја дигаме и на повисоко ниво. Со овој меморандум ги регулираме заедничките тренинзи, заедничките обуки на припадниците на армиите на двете држави и тоа со годишни планови, медицинска грижа за војниците од двете страни, финансии за обуките, правните аспекти, заштитата на животната средина и сите други елементи кои што ќе овозможат уште поблиска соработка во областа на одбраната. Македонија и Словенија се не само пријателски, туку слични држави по територија и по население. Од моментот на нашата независност и Македонија и Словенија избраа ист пат, но за жал со различна брзина. Словенија беше државата која што прва стана членка на НАТО и прва се приклучи на Европската Унија. И не е случајно што денеска Словенија ги има највисоките и просечни и минимални плати во регионот и најдобрите стандарди во делот на областите кои што се важни на граѓаните: образование, здравство, наука и така натаму. Примерот со Словенија е можеби најдобар показател за формулата за успех и за нас. Македонија знае дека тоа е вистинскиот пат и убедени сме дека на 30 септември граѓаните на референдум ќе потврдат дека посакуваат таква иднина за себе, за своите семејства, за своите деца, за својата држава. Денеска подпишавме меморандум за соработка помеѓу една земја членка на НАТО и еден аспирант. Убедена сум, сигурна сум дека на крајот на реализирање на овој меморандум тоа ќе биде соработка помеѓу две членки полноправни на НАТО алијансата. Ви благодарам.